Граѓаните конечно гледаат видливи резултати, а не само празни ветувања како во минатото. Вака дел од политичките аналитичари ги коментираат резултатите од анкетите во кои премиерот и владеачката партија котираат на врвот. Тоа што голем процент од гласачкото тело на следни избори би гласале за ВМРО-ДПМН и тоа што премиерот има 7 пати поголем рейтинг од Венко Филипче е одраз на работа и политики без отстапки со кои порано Македонија одеше во пропаст, вели Ристевски. Најмногу сето ова што се случува се должи на можеби искреноста околу конкретни чекори и недозволување да влеземе во магичен круг на кажување едно, правење на друго, што во минатото било пракса. Исто така сметам дека за прв пат една владеачка структура почнува да го слуша ставот на граѓаните околу непопусливост околу одредени теми. Зошто? Затоа што праксата околу европските прашања испоставува дека низ годините ние бевме подложени на решенија кои моравме да ги одработиме, но за возврат ништо не ни се гарантираше. Саркастичните соопштенија на опозицијската СДСМ и споредбата на рейтингот на ВМРО-ДПМН и високата цена на пиперките за Ристевски представуваат очени обиди да се креира вештачко незадоволство. Исто така според него соопштенијата на СДСМ се небулозни, бидејќи од памтивек во Македонија се знае дека цените се високи на одредени земјоделски култури кога не им е сезона. Како политички субјект кој полека но сигурно доаѓа до своето дно, мислам дека се ова очајни трза и очајно ритање на некој кој длабоко тоне и нема друг начин да се обиде да се повторно факторизира во општеството, освен со креирање на вештачко незадоволство, на нестабилност и на дисфункционалност во општеството. Анкетите на порталот МКД-МК и Маркет Вижн покажаа дека и поречиси 2 години на власт, рейтингот на владеачката партија и премиерот останува стабилно висок и значително пред опозицијата. Според анкетата, 25,2% од испитаниците изјавиле дека имаат најголема доверба во Мицкоски, што е убедливо највисок резултат меѓу лидерите, 5 пати повеќе од Али Ахмети и дури 7 пати повеќе од Венко Филипче. Рейтингот на Мицкоски е речиси изедначен со поддршката за ВМРО-ДПМН, за која 24% од граѓаните би гласале на избори. На второ место е коалицијата Вреди со 5,1%, пошто следуваат СДСМ со 4,9%, ДУИ со 4,8%, Левица со 3,1% и Знам со 2%. Сепак, значителен дел од граѓаните се неопределени. 28,1% изјавиле дека нема да гласаат, а 9,7% се уште не знаат дали ќе излезат на избори.